Добар дел од македонските граѓани кои припаѓаат на маргинализираните групи и на кои законски им следува бесплатна секундарна државна правна помош, на оваа услуга чекаат и по неколку месеци, иако неретко се работи за нивни итни животни проблеми. Ова се должи најмногу на тоа што системот на вработување во подрачните единици на Министерството за правда е реализиран неплански, стихино и без визија, смета професорката Ивона Шушак-Лозановска. Општини кои што обслужуваат по приближно ист број на резидентно население, согласно податоците од последниот попис, имаат голема дискрепанца по бројот на вработени по подрачни оделенија. Например, подрачното оделение Прилеп, Демир, Хисар и Крушево, кое што обслужува околу 80.000 жители, има вкупно 2 вработени лица, од кое што само едно лице е одговорно да донесува одлуки по поднесени барања за секундарна правна помош, за разлика од подрачното оделение во Тетово, кое што исто така обслужува 80.000 граѓани, а има вкупно 21 вработено лице. Заради овие причини, иако законски предвидениот рок за одговор по поднесено барање е 15 дена, имало ситуации во кои се чека дури и по 90 дена. И тоа само за доделување на бесплатен адвокат на граѓанинот. Олку долгото чекање пак создава друг проблем, односно одолговлекување на правдата, што во превод би значило и нејзино непостигнување, што е уште пострашно, велат од Сдруженијето Станица 5. Во одредени случаи се работи за тужби за издршка на дете. Во одредени случаи се работи за права одработен однос, за узурпација на земјиште или неможност да се пристапи до сопствениот имот. Тоа се животни прашања кои што граѓаните немаат друг начин да ги решат во судска или управна постапка, освен да побараат помош од државата, да им се додели бесплатен адвокат. И тука се соочуваме со потешкотија каде што чекаат со месеци за одобрување на нивните барања. Со цел надминување на овие проблеми се апелира за итно пополнување на слободните работни места во подрачните одделенија на Министерството за правда со дипломирани правници со положен правосуден испит, како навремено би се решавале ваквите барања на маргинализираните групи граѓани.